Здраво другари, здраво криптореволуција. Ќе удараме народот сака луѓе, тие 300-400 луѓе сакат дневни вести. Ја тука не сум напишал на последното изгледа, рандом 81. И овај пат како покажаме, најчесто гледај по 140 луѓе гледаат за Стар Атлас. Од како прикажаме 257, значи у Македонија има, да речеме, 57 од љубопитност и 200 геймери кои што валјда имат слаби лаптопи, немаат услови да почнат играта да играат, пошто до сега најбрзо изгледано видео 257. Значи треба фактички волите да се прикажат колку пари е направено за македончето да го интересира нешто, сум забележал. Онака македончето не го воопшто интересира. До вчера Стар Атлас ово, сега братче како прават геймерите пари и кога се прикаже и одеднашка почнуваат да се интересираат луѓето. И луѓето кои што се интересираат какви грешки прават. Брат, како да почнеме? Другари, гледајте. Значи, овоа тука ќе тражите Стар Атлас дека има. Еве, Inc, еве, како сум наместил ово, не го гледам. Значи, еве, чекор по чекор инсталација, дрн-дрнјариња, братче, почнете играте за HP, надоле тражите ги си најдете, брат. Сега пораки не може да седем, брат, а шо ова, дека да натиснам, степ бај степ, ако не знаете да се снајдете, тогава не сте за гейминг, другари, што да ви кажам. Али одеме на дневни вести и столо, брат, че старе почна скрца, се распаја, тоа е. Другари, BlackRock шо купува? Биткоин и Етериумчо. Значи, вие што треба да купувате? Биткоин и Етериум. И за инат да купувате Кардано, брат, да пукнат душманите. Знаеш овие денови, брат, многу беа изненадени. Ама тоа не можам да го пуштам, значи, ово кажи го звуко. Значи, што пишувам, што е финтата. Другари, моментално тоа што се дешава со имигрантите и со не само афроамериканци и со сомалици, тоа е претеризам, брат. Тоа е претеризам дека погледнете, брат, ово не може да ги кажем американците дека се тие по градови. Значи вие може да идете тука по планините, значи тука генерација и луѓе што се доедени од цел свет, значи да идете у германско, како германско село тука у Сиетл што е направено, вие ќе видите шокирани. Еве на остров Бев, Шведска, Норвешка дека се само заедницата. Другари, тоа е science fiction. Значи тоа е друг свет. Ујдовка кај ирци. Брат, што да ви кажам? Ујдовка и старите англичани што се доедени. Сасвим друго нешто, брат. Отидов руси дека има само. Сасвим друго нешто. Азијати дека има, еве да речеме кинези, виетнамци, на Филипините исто. Кај Филипините има одено дека се поголеми групи, мексиканците дека се поголеми групи. Брат, никој не е крив. Парата не се ја знаат, бизниси, уредено, направено, перфекција. Брат, афроамериканците, иди, там може да те утепат, брат. Значи, полиција не улава. После 8 сато, зависно, нели, временска зона, еве сега Шесипл више се стемнува, тамо не може да упаднете, брат. Ке во грабат, ке во пукат, ке ви... Не може. Бел човек там не може да упадне. Полицијата не оде. Јако идов у Нью Джерси, како се викаше, сега му забрив името на градчето тамо. Не ми текнува името на градчето, луѓе со мачети се шетаат на окно. Јас сум кажувал преходни подкасти. Со мачети, брат. Со пиштоли, со полуавтоматски, автоматски, значи со... Знаеш каков калибар на воено оружје имаше, брат? Ја бев шокиран, викам, воли Америка. Прашувам, вика, тука полицията не улава после 10 сата. Значи, Америка е 50 држави, стотици градови, стотици села, да не речем илјадници села, илјадници, милион улички и чуда, и се е различно. Значи, тука имате стварно што може да видите, али за жал, ја не можам да си дозволам таму. Тај коњ е сигурно милион, 2, 3, 4 милиона долари. Не дека нешто љубоморам или дека... Луѓето таму се сасвим други, разбираш. А му таа заедница ја мене ме интересира, да речеме, коњи не може да идам да изигравам шериф, тоест да бидам кобоец. Тие си го практикува тоа. Брат, јас сум за историја да се истражува и за тоа треба да идам долу во Европа. Кога ги ме речеш што не живееш во Америка, како да живеам во Америка, брат? Немам интерес, брат. Да, плата добра, да, ама не ми се јава коњи, не ми се
кажи го, од тие населбите таму опасните од гетото кои ќе сакат да дојдат да пазаруваат у бизнис, да почнат и прават проблеми. Тоа кој секој е некој крив да речеме од ово. Еве доле у Мајами, еве 10 пицери, што не ги уапсат италијанците за расизам, никој не прима црни. Ја немам видено у Мајами афроамериканец да работи. 2 години живеав таму. У милион места сум јадел. Афроамериканец нема видено да работи. Што да ви кажам? Страшно и жално. Например, јас знам кој го прави тоа, службите и го прават, направиле се ги, креирале си како гето и вие не може излезат од тоа. Исто индијанците затворени со еден вид резервати, држат ги на алкохол и на дроги и тие не може да излезат, брат, од тоа. Многу е тешко да излезат, брат, многу. Али па тие индијанци што може да излезат, еве тука на остров Шовев казино, брат, од $1,000,000. Не плаќаат данок. Кој ќе му потражи данок? Таа е нивна земја. Во Америка има се, другари. Секој, еве македонците на пример, како диаспора не ги бива оно да се здружени, ама криминалец, да речеме, да, со платите претеруват мали мизерни плати, самите македонци ги дупчат, али да речеме има и да и криминалци, ама да речеме у принцип, брат, немат таков насилен криминал како вие другите. Немат насилен криминал. Нема да убиват, да тепат, да киднапират до други. Проблемот е уште менталитетот што се заглавени и дават многу мали плати. И си уништуваат македонците, си ги уништуваат што доваѓаат тук. Ама има па македонски заедници там, не знам дека беа Струмица, што се дружат многу повеќе, брат, и си помагат. Грците на пример се многу напредни, брат. Грците се многу напредни, брат, тие си помагат и какви ресторанти имат и чуда. Не сам чул некој проблем, брат, там каде да има. Да, и они тај го имат синдром балкански менталитет, таму мали плати, али не сам чул. Бугарите, например, тука еве сите имат, јас што ги имам трагиците, сите имат пицери. Сите еден отворил, покажа, се мултимилионери. И пицери, сега више ги продават пицерите, си бегат на нас до Бугарија. Тука више не ги интересира. Значи луѓе што се биле 15 и 30 години во Америка, бугари, срби, црногорци, босанци, хравати, продават сешо и си бегат назад. Пошо замисли, јас сум тука 11 години, повикам, леле, бегајте. Овие се 30 години тука и замисли си и деца си изродили се. Деца за жалки и остана тука не келе да си од. Они викат ние нема тука што. Страги е да седат за тоа што може да дојде рандом некој да те за малку нешто на врх срците да те утепат, да те онадат. Кај нас имаше еден бездомник да донаше мртви зајцеви човече пред вратата. Мртви зајци ни донасеше. Прво ја да утепам во Америка за зајак. У ово. Да не е уловна ерија. Брато 3 до 5 години ќе ме затворат. Јас сум кажувал приказна за гуската што ми смеат. Со камионке сгазевме канадска гуска. Канадска, брат, стварно тие канадските гуски се огромни. Значи, тоа беше огромно чудовиште. И таа ми вика, брато, 3 до 5 години. Она се набута под камионот. Треба да застанеш, да укажеш, да наеш. Не видовме што. Ја видов уствари, мојот шофер не ја виде. И му викам, мало ќе не затворат. Он која за животно ќе не затворат. Викам, прашува полицајецот, вика, гледам те, вика. Чекаше го да вас газе. Од 3 до 5 години ќе набудеше затвор. Мен немаше да ме стави. Ја не сум ово. Ја дури му кажав, луѓе и типу убиваше зајци и ги фрлаше пред вратата, бе, човеч. Девојчињата се плашеа. Доваеше на прозора, сеќавам се, среќа повеќе пати, нели женските не беа на работа. И бели бездомници и афроамериканци доваѓа и се бричија на вратата со нож, брат, че се бричеше на стаклото, брат. Имаше еден пат нон-стоп беше пијан, тај англичанец. Нон-стоп беше пијан, спиеше, требаше сабали некој пат да го пририпнеш него, за да улезеш у ово. Муштери се плаше да доваѓаат, брат. Ја таа пицера, на пример, сакав да купам, може 300,000 години. 300,000 долари можев да направам на година пари како у крипто сектор што сакав да ставам. Таа самата пица си правеше по 100-200,000 на година. Ја можев да направам и до 300 и повише, да ја проширам, не дека истиот народ е, можев да унесам некои нови работи што бев научил од Мајами и од на брод што работив. Мобето беше дека криптото ќе го унесев и многу повише профит ќе правев. Оти беа почнали млади дечки да доваѓаат да прашуваат, еј, дали знаеш примате крипто? Замислете си, тоа е пред 8 години. Цената на биткоин беше до 3,000 долари. Етериум беше 90 долари, 150, 200 долари. Кардано беше 0.003. 3 другари. Центи. BNB тогава го дозволува Америка. 10,000 долари да ставев, милиони.
Милиони. Неке срцето ме боли кога ми спомнат BNB. 282 милиона испуштив. А па газдата тука што го бевав да купе и ќе купувавме, ама американците забранија, некем да зборам народот, ќе мисли го се не, милиарди, брат. У милиарди више ќе улезе. Гледај го колку ти тие луѓе. Гледај го, човече. На тие луѓе помнат што сум ми кажувал, викат, леле, брат, аби шо леле? Леле, не леле. Тоа беше луѓе. Гледај. Абе, што е ово, не е тоа, бе, брат. 2 нули имаше минимум, брат, дека беше. Да, 2 нули. Гледај, $10,000, брат. Многу луѓе не веруваат сега дека не ударам дигитронно. Делено на 0.08 беше. Абе, какви 9.6? Дај, 9.6 ќе оставам. На Бојан се кјавам се кому го дава беше 0.08. Колку е ово тука? Милион, страшно, гледај, чекај. 9.6 така ли, 9.6. По all time high 1250, по 1250. $130 милиони. Значи ја на некоја берза сум го гледал и на ново пониско. И ако бев пресметал, беше 282 милиона. Не знам, у главата помнам, нали, бев наидал 282 милиона. Може да е било на поголема сума од $10,000, не се кјавам, или некој флип нешто, не знам што бев пресметал. $130 милиони за $10,000. Овоја ја бев луѓе, ја бев у Мајаме. Значи моите видеа ги бришија, блокираме на Facebook, блокираме на Instagram, блокираме на Twitter, не се кјавам дали е блокирато и Twitter може да упаднав. Првиот профил на 2017 ми го блокираа, вториот профил на 2019 ли беше? Че да имам дали го пишува. Да, те гледаш, 2018. Значи првиот са ми го блокирале на 2017 за крипто и после на 2018 страна беше да постирам. И онај Джек Дорсели, ко се викаш, он сега кажува за биткоин. Да, брат, земем скапи си главата. Со извинение. Скапи си главата, брат. Сега ти кажуваш за ово. Другари, луди пари. Луди пари. Али тоа е. Многу луѓе ме нервират. Абе, брат, касно е. Луѓе, 4 до 7% су криптове. Абе, не е касно. Абе, ние сме на почеток луѓе. Ки скочат нови проекти. Еве ќе ви покажам дека овоа... Чекај само има ли тоа? Нема. Овоа е и позитивно. Некој другар ми беше, брат, искоментира го, ке има ли крипто. Брат, какво крипто? Значи, фактички тие луѓе ќе имат пристап да играат игри, ако ги направат, нели, да може да играе игра што дават крипто како Star Atlas, да речеме. Стратегија може да играе, ако може во да го играе, со имплант на мозокот, значи ќе може да играе и Sage Labs, ќе може да играе и за пуцачина малку потешко, али зашо да не? Јас сум видел луѓе што тука со страшен инвалидитет што играат. Мобето е и е позитивно и е страшно дека тие научници имат пристап до човечкиот мозок. И не знам, позитивно е да ти не дај Боже да си како него, ово ти е Star Trek, Star Wars. Али за жал датата што ја зимат и што може да го контролирате страшно, што научниците не може да издржат, брат, немат човечко нив. Не може да издржат да не пробат нешто, брат. Ја да сум го измислил, јас сигурно нема да чепкам. Брат, Господ здраве да му даја да го користи и се, али научниците како што ги знам што ѓубренца се shut up и тоа е. И да се купува Bullrun, брат, ово е многу јаки маичка и овакво. Не знам дали се вистински. Не знам дали се вистински со вештачка интелигенција денеска, ама многу јако за мајчка ова, брат. Ово ако не го направи да ме плукте. Ово ми е многу чудно. Зашо е delayed? За да се манипулира. Колку години луѓе веќе? Ово е пред... Колку години ово е нека е? Сега да не правим... Да речем, сигурно 11, повеќе од 11 години, не се кјам колку е.
И нон-стоп се появува пред Bull Market, Bear Market, Bull Market. Секојаш го користат, брат. Да, бе, луѓето сега изплатете и тоа е тоа. Интересно е како се користат, брат. Гледаш, исто маечката облечов баш. Интересно е, другари, за да се запомне. Тоа е манипулацијата, брат. Таа манипулација. Много ми е чудно како се појавува секогаш кога не треба. Ние еднашка не е надеја да речеме е позитивна. Дури еднашка кога за прв пат човек ќе дават позитивна, сите ставија леверидж, овие намерно срина изгубија тугај трилиони од идеја надали. Много ми е чудно. Брато, другари, масон. Масон со информации и изберен, да не речам маркетингот за биткоин е негов. Типо на кој начин го разбира да го објасне, ја не може да најдам математичар, професор, не може да најдам интелектуалец на тај начин. Овај другари имаше, не може да го најдам видеото, сакам да го најдам, да го пратам на Славчо да се преведе. Овај другари, тоа првото видео да го објаснем биткоин. Треба да го најдам да се преведе. На 10 луѓе го речов, брат, молам ви се, што не се верували о крипто. Молам ви се, гледајте го. Гледаа го, другари, за 24 сата ми пишуват од после, нели, кога гледале. Вика, брат, ние сакам да купиме крипто и биткоин. Од 10-10. Сакам да го најдам, ако некој го има, тоа видео е многу старо. Тоа видео е сигурно пред 7 години минимум. Ако сум ја тука 8, една година имаше драми, никој не веруваше, значи минимум треба да е 7 години старо тоа видео со него. Не може да го најдам. Типо седе, сеќавам се за прв пат у таа црната, нели он е нон-стоп, тоа е символ на тие масоните. У таа црната кошула, у последните 10 видеа е сегде, затоа тешко да му го најдеш. И седнува на биро, знам, седеше и у негови офис беше од позади и тактички, програмерско, думање, аналитичка анализа направи на биткоин. Најглупиот, братче, седеш да разбираш англиски, седам, гледам и ја 3 пати го гледам, викам, бро, what the fuck. На 10 луѓе што ги сметам дека се отворени, ама страшно вика дека е бабал, дека е глупост, дури тројца мислам од нив или четворица сами не деа токени коени. Сами не деа токени коени кои што ја немам тука пари, он многу ме нервира, брат, абе што мислиш за тај коин токен? Абе луѓе не можам, брат, секој тоа се илјадници, бе, брат, колку има 900.000, ја веќе не ги ни бројам, тоа глед колку страни има, брат. Гледајте, тоа брат, тоа од србите ми остана, ки ги имам ја или рето гъс со извинение, ама брате, у Мајами и брат, сонувам го тоа, брате. 94 страни и повеќе си сигурно. Илјадници, брат, илјадници. Ајде го помножиме, шо ќе умножим, страме да го множим. Значи, многу е, другари. Али тоа видео, ако го најде некој, да ми го прате, чекаме да видам ја, нема шанси да е useful videos, нема шанси да не е тоа, брат, не е тоа со него, и тие се јаки двете, али не е тоа, брат, нема го. Чекай да видам ова. Не е тоа. Другари, ово да разгледате тука тие новите што сте упаднале, гледам има едно 200 нови на YouTube, така да упаднете и useful videos да разгледате ово од човеци. Useful videos тука имате translate. Се ви е translate до новите што гледате. И не случете само последното видео го гледате и ми пишете порака, брат, шо сега? Од дрво нози. Значи сега имате видео нюс, имате превод тука, имате транслет, гледате, изберете и си бирате. Имате и X-News. Али задолжително прво useful videos. Да, ово Brave браузър, не, овај компјутер е да не копав ке офрлев од терасата. Не сам тип што крши такви работи, али чисто така символично те ме нервира. Useful videos, другарчиња, гледај, транслейт. Престанете да продавате, зашто цената на биткоин ќе продолжи да расте. Бро, кликаш до новите членови, натискаш тука и го активираш превод. Сега да нема тука натискате и го активирате превод. На телефон многу јако се гледа. На компјутер по-така нели, брат, не гледам, на телефон. На телефон, брат, многу јако се гледа превод. Посебно на Samsung-ите, многу јако.
Значи, другари, тамо, за тия новите, другите, исто тук вземате, разлистайте, бе, другари, бе. На 2X бързина, чекай да ви покажем на тия новите, тай ми вика един, шо е 2X. 2X, брат, не е от дръвонози, на Settings, гледате ли? На Settings, тук гледате ли, Playback Speed, Normal и бирате. Гледате ли, 1.2.5, 1.25, 1.5, 1.7, 2. Сега я на някои луги можем на 2 бързина, ама моето кочанско е на 2 бързина, вайде няма да може. Ти си пробвате на 1.25, на 1.5, на 1.75, т.е. на колко можете да ме... Чекай да видим, брат, нещо, се активирава тия камери. Активирава се камерите, ракуни, чуда. Значи мобето е, другари, шо кажу, значи видете на колко можете да ме разбирате. И си наместете. Разбирате ли? Да ви покажа. Ставате така от кафето да делите, от шекера да делите, от това. Гледай сега, нормал, ставам на... Парите така, пая, купиш, паеш, купиш, трупаш. Гледаш колко се забързва. 6, забърка 5%. На... 5%, плода до 4%. И то много получи. За не много, що геймерското получи оставив. Разбира се. Нека беше, аме. Айде, 2 да видим. Хидера 5%, плода до 4,3, он до 5,4, купен 3,7, малко на 3,6. И братче, то видео автоматски се претваря 15 минути. Аналитика. Другари, тука... гледай, брат, некой ми вика, брат, шо е, гледай, шо е, брат. Значи, крият. Секой ден има некой индиец, ще обърнано камион от тепа на некой. Страшно е с тези индийците, луги. Замисли на 62 не са индийци, сите, на 62 има дадено возачка така, на нелегални. Мене не кия да ми дадат, значи, я не можех да вземам. Македонци, сръби, бугари, хрвати, църногорци, босанци, що се, брат, родени, брат, то да му даваш. Той мислям дека сме родени за такви големи чуда да оперираме. Кой ще сака, нека ме обвине за шосака, брат. Не може, брат, индиецо, брат, дойдел да возе камион, брат. Не може, брат. И доказ е ово. Математика му дай да. За да въво не може, брат. Не може, брат, едноставно не може. Доказ е, отворете на YouTube да не ме блокират. Или тук отидете, другари, да видите на ово видео, tego я. На ово видео тук Grand Theft Auto. Идете, другари, да видите, тук. Идете да видите, гледай, братче. Идете само да ги изгледате клипчините, защото съм ги ставил. Страшно, брат. Навали ги има много. Вземете да ги видите, брат, колко са тия чуда. А па на YouTube напишете на YouTube за Сониф инфо, какво. Брат, всекой ден нещо. Убиват луги, брат, ще се обрекат с камион. Не писмени, ударат се у мостове, у бензински, брат. Ама всекой ден е нещо драма. Я пред сами я имам видено и лядници видео, брат. И лядници, брат. На тия на сите трябва да се вземе водачка. А пак кой ще знаят да возят? Сачо Боже, брат. Сачо Боже, кога ги видам бегам, брат. Нито ги бива за камион, нито ги бива за кола, брат. Що да ви кажем, Майами. Гледай. Това беше стандарт на Мартин Лутер Кинг на празнико. Другари, ядея и бега. Най-жалното беше, че нека газ не ме нервира такви италяни. Братче, отбива на македонци, на сръби, на хрвати, отбива от платата, ако някой избега. А типо е 1,85 м, 1,90 м. И ке се тепаш ли, братче, за $200-300 сметка? Ке се тепаш и това може да те покуца, той се толкова физически яки, защото нищо не работят по цял ден, вежбате се гангстери. Со един шамар, брат, тук ги ти остане, кажи го, косторо, а месото ки ти излита на другата страна. И гледай, брат, собират се, гето и правят пиздари у Майами. Имаше денови, замислете си, не излава, жителите не излава на такви празници, брат. Що се, замисли, държавни празници. Не излава луѓето, те заради тепачки и само на тия дени. Онака, Майами е перфектно, брат. Али овие, ако ги доја гетото там, това беше страшно. Собират цял живот пари, у Америка да и у Майами и там правя пиздари, брат. Пиздари. Ево нашия ресторант проба да правят пиздари. Ме става на врата, брат, да изигравам будала, брат. Я среки ще ми е таква фацата, брат, па мисли, метър и 5 метра с 83, метър 85, метър 95. Така ми прави. Я мисля дека съм нещо андрекаро, я не сборах, разбираш. То не вика, стоя на врата, не сбори, брат, ти я отвориш устата, он ги знаят дека си викал, ако може да утепат. И довагя, яде и гледат само да видят да избегат, брат. И ти ги държиш бизнес, брат. Един таков само случай може да утепат. Сите са наоружени. Значи то седе на масата си гледа, брат, че пиштоли се е живо. И се много диви. За малко, братче, е кютек. За малко, братче, луди тепачки съм гледал. Повечето тепачки са тука и Джерси, Нью Йорк, ще съм ги видял. У Майами само за тия празниците луди тепачки. Онака преко другите денови
по-слабо. Ово другари веќе е страшно тука. Ама чим Вагнер стигнаа, значи таму очигледно се очекува и копнена операција. Ама чим Вагнер стигнаа таму, чим Вагнер стигнаа, значи ција више улезена и се очекува ција да направи некој куп. Куп ја и македонски се го забрев да направат некој удар. Сега сигурно ција, чим прво снайперистите елитниот тим се ставија, чим се распоредени најаките дроновски единици, чим бомбандерите вртат толку блиску, значи очекува се нешто големо. Ама интересно е, па стигнаа авион со овие русите, па стигнаа авиони со кинеите. Тука ми малку чудно за да има копнена операција и овие да се таму, американците не би ударале, не би уловале усудир со Русија и со Кина на таа територија, ама додуше на такви територии да се испотепат меѓу себе, тоа е оправдано, нема сигурно нели да излезе надвор јавност. У Африка се тепа, у Украина се тепат. Така да, можно е да се потепат таму. Таму ствари се борат сега кој да контролира. Али ово е тука сериозни ресурси на Америка, за жал и требе таа територија да е нивна. Од аспект, нели, како што разбирам, геополитика, не дека нели го оправдам, ја не сум американец, нема што да оправдам, јас правам геополитика. 48% е government will reopen November 24. Не знам другари тоа дали ќе се десе. Октомври, ноември 24. Да се надевам да ги се случи за повеќе да рипа, али еве гледаш Bitcoin, Ethereum, Ripple и Solana се бира. Не знам, брат, че не сум сигурен баш али еве, америчките бродови се гледат веќе у Венецуела. Значи гледат се, така да... Гледајте, брат, значи у фаца и покажуват, еве, гледај, у фаца и покажуват на овие на германците. Пред фаците и го покажуват дека шо е днината, ама нема, тоа е... Тука ово кој сака да си го чита, немам намера да ви го читам. Еве, само што зборев, Пунџаби, брато, има ги повеќе видови на племења на индици, може да не е нели индиец, ама браќата, братче, ово е купена возачка, другари. Тоа е жалното, ово е купена возачка, прават проблеми. Иначе, другари, ово е многу јако. Значи, гледаш убаво вика. Значи, 5% да си скопат останатите 5% ќе треба у наредните 115 години. Замислете си, другари, ние сега каква технологија имаме. Замислете си после 10 години. Овака, замислете си 2035 каква. 2030 за 5 години многу брзо одиме напред, така сте забележале. Сметајте 2030 што ќе биде, сметајте 2035 што ќе биде, сметајте 2045 што ќе биде, 2055. Значи сметајте што ќе се случува у наредните години 115, каква технологија и каква машини и пак ќе се мачат и ќе се борат за кој ископа биткоин. Другари, оваа технологија, овакво нешто не е видено. Не знам, брат, вие колку истражувате и проблема на македонците тоа било бабл, луѓе, овие креираа со вештичката интелигенција и со најгате математичари. Сигурен сум дека од цел свет ги собраа научниците и америчка воена база го измислија биткоин. Другари, овоја не е хакнато од 2008 година. Не е мало проблем, не е хакнато и замисли цел свет Star Trek, Star Wars технологија ќе се борат, братче, да ги скопат остаток од 5%. Вие дали сте свесни, луѓе? Зашо не читате? Дали сте свесни, значи 5%, брат, ние ги се мачаме 5%, другари. The remaining 5%. Луѓе. Само 1 милион 59.884 изберено. Гледаш 8-8 бесконечно. Ќе треба до 2140. Ја мислам дека можда и до 2162 да биде. Али еве до 2140 ќе се мачат остатоко 1 милион биткоин да се ископа. Замислете си, они сите мислат дека ќе се ископа биткоин и крај, биткоин бабл ќе падне. Не, другари. У наредните, 30 минути поминаа. У наредните другари, кажи го, на два пати ќе го гледате. По 20 минути. У наредните 115 години луѓе ќе се мачат да ископат само 1 милион и 98 биткоин. Замислете си, луѓе, замислете си 2000, еве не 2140, 2100 година. Замислете си, ние вишме тука со да не речем воземјани, нешто полошо од воземјани седе, ама замислете си, брат, нема да може да го ископат. Луѓе, овоа
Ке ви го оставам, оти много е, да си го прочитате. Еве, Шака Аслем Перера, другари, кај мене на Твитер објавено под камионджијата, много јакиот камионджија, тај за велосипед, не па за камион. Да си го прочитате целиот овај текст, сега да не стигам 2 сата видео. Замислете си, другари, не упагајте филм да ги си скопие дека е крај. Другари, чека ово, брат. Ей, заглави, бе. Ово да ви го ставам. Citibank со Coinbase, другари, банките како што гледате, лепат се за Coinbase и stablecoin. Значи, што имам овие денови? Банките, берзите, stablecoin. Банките, берзите, stablecoin. Тие што се плашите да упаднете одмо крипто, ќе си купите stablecoin. USDC, ќе си купите, ќе сменете, ќе го чувате за staking rewards и полека ќе си купувате биткоин, Ethereum и Cardano, полека ќе се научите, разбирате ли? Прво може да си купите stablecoin. Ако не верувате у крипто, држете stablecoin. Разбирате ли? Али на Binance. Тие што сте у Америка, држете и на Coinbase, на Gemini, KuCoin, треба да истража Македонија и она е безбедна. Значи до сега Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, Gemini не си имале никакви сериозни проблеми да се десило толку години да не се платили. Ова сакав слика да си ја сликам, да си ја имам. Али, другари, да знаете дека све е договорено ова, другари. Све е договорено и само се темпира и се да се има голем бул маркет. Све е договорено. Гледате, математички е невъзможно. Сега Венецуела, па драмата, па тука си сплашија, па Кина драмата, па ќе нема драма, шо па Кина ќе напаѓа Тајван тука драмата, па Мангокс го извадат, па нешто берзите исклучени, па цизи драми. Цизи Трамп помилували го. Кој што сака нека мисля за него? Председател удрил ли е тамо, другари? Подписо, тоа е тоа. Binance, да се надевам дека за сите бракета тука што се од Балкана и за американците да ја донесат Binance.com. Да ја донесат и BNB да го напукат и плюс другите работи да ги напукат и да има staking rewards. Многу ми е мило и Binance, брат, претарава, требаше да се старат да стават. Многу луѓе ме прашаат што е. Другари, пари тражат много, брат. Многу пари тражат тие берзите. Минимум е $2 милиона. Еве ја колку отсекогаш зборам за Binance позитивно и се, ама тражат си, берзите си тражат. Нив ги интересира трансакции, затоа повеќето ги стават тие шиткоини маме. Коиноти там се трансакции, они живеат од трансакции. А вакви како Star Atlas, како другите игри, не ги толку надуват доколку вие не си платат, разбираш. Тоа е проблемо и за жал чекаме. Другари, ово обрнете внимание. Ако дома ви се карат, до младите што гледате, ако ви се карат да не играете игри. Другари, крипто и гейминг ќе се поврзе. NFT ќе се поврзе, блокчейн свето. Другари, овие бракета, таму има многу пара. Таа пара, од тие таму ресурси, треба да се префрле у гейминг, у спорт, у крипто, у NFT, у блокчейн, треба да се префрле. Таа индустрија ќе лита многу. Значи, планови е после 2027, јас сега одложам, ти гледаш, многу бавно се развиват. 2027-2030 трябва да стане много голямо гейминг, да може да се прави от дома. Вие нашите старата гледаш што играат, веќе продават Ink токен. Пајо си направил 400, Дакота да си направил $333 со NFT-те што му се паднаа. Jesus AK Християн китката колку беше 115, ја 200 и колку беше 253. Епа, другари, ако можем јас со компјутер од 2021, можете и вие. За 9 сата 118.000. Шо бе 118.000 само? Негде имаше много повеќе. Да, типо брат, овај се утепал играјки. Ја не сеќавам овај кој беше од геймерите. Типо брат, си Иона, шо е? Кој е овај тип, брат? Треба да видам, ја не сеќавам кој беше овај тип. Брат, како е отклучил, гледај, скоро до аномалија. Аномалијата е најефтината, колку беше 4,000 нешто долар. Брат, таа картичка ако отклучи, едва ќе чекам видеото да видам каква аномалија ќе му се падне. Другари, Амазон 30.000 ќе отпуште, почнувајќи од утре.
Тоа е пред 11 сати, значи тука у Сиетл Амазон, значи сега 11:30, 23:36, значи сабале кога ќе станат многу луѓе, ќе имат на мејл дека на работа нема да идат. Нова роботизација, другари. Не дека ако вие сте креативен и сте на село, другари, до 2035 се уште има шанси за производство. Се уште има шанси за производство. Производство кое е? Кози, млеко од коза, другари. Сирење од коза. Путер од коза. Мед, другари, колку и да ви звучи смешно. Најбогат тука мултимилионерите и милиардерите ги јаат тие работи. Зашо? Затоа што, другари, многу работи не знаат. Персеј, македонскиот крал, е одил по планините, е бегал таму од друг крал, со неговите двајца браќа. Коза у македонската историја што кријат му го покажува пато до тоа езеро и до тие шуми, и тоа останува ајга. Ајга у превод е козаве, другари. Ајга, кралството македонско, Персеј кој што го е креирал, ајга е коза. Значи македонците си имале милиони грла, става, не знам ко се вика, лупам сега, пошто македонско си го забравив, да ме извините, ме простите за лапсусите. Значи е имал најголемото производство на такво млеко, не краве, другари. Тоа, другари, е чудо, лековито да не речем, чудо, брат, чудо. Дете што е израснало на такво млеко, не е исто на интелектуално ниво, како дете што е израснало на кравио млеко и на тие кашкавали глупости. Мед, другари, јас сум 40 на година, тука имам сведоци. Само што имам одено на регуларни прегледи, никош не имам улезено у болница на ка. Досието ми е празно. Млеко, јогурт, кефир од вакво, од кози млеко. Само тука што еве отворете, изгор сум, ама што ми е мобето? Зашо е поврзано? Многу луѓе ќе останете без работа. Овие сега што ено сте запишали на факултет за 4-5 години, додека завршите факултетот. Другари, ќе ве затворат дома, ќе живеете на токенизација, ќе си умрете од мака затворени по тие големи градови. Со чипови, за да доидите на работа нешто да довршите там мало колку ќе ве користат. Оно другото се ќе биде роботи. Че они нема роботи да ги имплементират додека не ви набутат чипови у тие градовите. Да знаете. Значи може ќе се одложи до 2030. Може ќе се одложи до 2035 да нема токава роботизација. Се додека зависно колку ќе се земе тај чип. Што е крипто и што е фарминг, што сакам, например, таа, овока ви давам малку хинтови, ви ударам за тие мала група од 200 луѓе што сванаа, што целам. Крипто академијата не е обично нешто. Крипто академијата не е само за крипто. Крипто академијата за многу информации што сам дознал од богаташите. Ти не можеш да седеш, да трейдаш, да флипаш, да се концентрираш, да гледаш видеа, ти си на нервна база за тоа што тебе те троват, брат. Не можеш ти у телото, ај стави колата вода наместо квалитетен бензин. Еве во Америка, ај не стави у Shell, стави од оно обичното такво што вие тука браките тргиците нема никој слуша. Ние днешка колата не ми се расипала од Shell, ама квалитетно, брат, чудо. Разбирате ли? Така да внимавајте, другари, таа крипто академија нема да биде обично нешто. Нема да биде само за крипто. Ќе биде да го пренесам целото сите мои информации, буквално е како нов свет, сите мои информации што сум ги дознал, другари, за Америка. Сега колку минам време за жал, ама тоа е, брат, кога ми дојде мислата, подобро да кажам 38, утре може ќе исчезнам, барем ќе ви остане дека сум кажал нешто, дека и мало македонецко што отклучил работите. Луѓе, видите што ќе ги направам, македонска митологија што е, тоа не е митологија, тоа е историја. Поема немате. Значи таа војска е марширала цел свет. Цел свет е марширала и цел свет го освоила. Што мислите, брат? Значи ти ако не јадеш, ако не пиеш како што треба, ако не ставиш од таа вода тие белите кристали, како, брат, ќе освоиш цел свет? Како на тој интелектуално ниво ќе бидеш ти на тај стрес дека утре можеш да умреш, на самата борба можеш да умреш? Фактички, замисли ти да седнеш да направиш таа стратегија кога да освоиш, да речем, тоа е претеризам, не е точно 30.000, ја мислам по моје дека е 60.000 войска, 60.000 войска и дека на, да речеме, на Дајре е било околу тоа време околу 400.000 войска, да речеме. Тоа милион е многу, брат. Маде и 400.000 е многу. Да речеме, многу е, сега да не лупам, али многу е. Големо кралство е било, ама многу е, брат, тоа 400.000, ама како е да е, еве и 300.000 да е. Значи да победеш ти треба, значи замислете која дисциплина, која храна и на која тако. Без храна,
без дисциплина, без мет. Александар Македонски на повеќето тоа се крие, на обликата е имал крст, кој што е 4 страни на универзумо и пчела. Пчелата е било најбитно нешто. И мак. Мак е, не сте спремни за тие информации. Мобето е, другари, академијата ќе биде тај стил. Затоа видеото го правам подлого за барем тие што ќе издржат да го гледат цялото видео, не само на почетокот, да си имате екстра информации. Значи, академијата ќе биде за многу јака аналитика. Се што сум научил од цела Америка што сум прочитал, цел Медитеран, Африка сум бил, братче, северна, работил сум за многу корпоратски гиганти, многу сум видел, со многу мултимилионери, милиардери сум разговарал и знам информации кои што обичен човек не ги знае. И тие информации сум спремен да ги пренесам на македончето, ама не на секој, на тие што ќе дојдат во академијата. Зашо? Затоа што другите само ти смејат. Како што ми смејат 11 години. Експерти ми се прават, за мет ми кажуваат, за дрвени лъжици ми кажуваат, за метални, за глупости ми кажуваат. Ти не значи, братче, ако си готвач, ако си завршил факултет, ако си работил за некоја компанија, дека ти си обичен работник, брат. Ти си таму, одеш на работа, физички правиш и се ништо не сподела од тие, брат. Информациите не се на работа. Информациите се надвор од работата. Информациите се главниот на компанијата, што уопште не правим обед со тебе. Ти за да дојдеш до главниот да правиш обед, треба да си постигнал нешто, да си му кажал нешто за крипто, за возврат, да ја направил пари, за да дојде он да ти дае. Значи платил сум, јас сум платил со што сум кажал, купи тај коин и токен, па он ми е кажал информации. Никој не ти дава бесплатни информации. Само ја до сега 11 години ми дава бесплатни информации и што добив и смејуват ме. Држи се до крипто. А као ти си кај мене у крипто, разбираш, вие сте кај мене у криптото, дремете ми да не знаете сами да си најдете за крипто кај мене, ама за мед знаете, за млеко знаете, за на село сте работили знаете, ништо не знаете, брат. Вие само сте копи-пасте таму нешто, натискате, чепкате, дедови ништо не ви е пренесел како што треба. Тоа е изгубена више, целото производство античка Македонија што ги имал, тоа е изгубено, брат. Тие која технологија имале, вие не можете да си сфантазирате, брат. Тоа не е таму што кажуват на филмите варвари, некои се шетале, брат. Не се тоа. Чекај. Инсайдерско, идете у Useful Videos. Ви давам хинт. Идете у Useful Videos, другари. У Мистерија е вебсајтот за Useful Videos. У Мистерија мојот вебсајт ќе е Useful Videos, другари. Ово видео кој има време да го гледа, ќе му пукне мозоко. Ово за диадоките. Македонското кралство после Александар Македонски. Некои тие историчарите таму дојдеа римјаните потепаани сите и тоа е, брат, македонците слави, уидел Александар Македонски, изглупирал се, тепал се и заради него денеска слави. Луѓе, 3 шамара да се ударите и да идете на тие професори там да ги плюкнете у фаца, нели да нема насил, само оддалеко, мислам, не така символично, не се да го плюкаш у фаца. Символично така гледаш го на 500 метри и го плукнеш, разбираш ли, затоа што ви упрале мозоко, брат. Затоа сум бегал од часови, другари. Другари, ово тука дека беше. И ово тука Александар Македонски го имат спомнано со што се е тепал тука. Еве да ви го ставам и на македонски нека е. Шокатната вистина за диносаурусите. Идејата тука мислам дека беше спомнана за Александар Македонски за борбата. А ово тука напредна технологија пред 2000 години. Ќе ви прсне мозоко. Ово видео кога ќе го гледате, а се сметате за интелигентен човек, нема да може да спиете 4-5 дена. Ќе речете, леле, брат, Римската империја, брат, значи намерно држат ова Вукујевина со извинение. Ово е Вукујевина од сега. Не од сега, мислам, ово е Вукујевина дека сме сега. Тука ово е украдено од Александриската библиотека, се украдени тие информациите. Александар Македонски, брат, да не се го утепале. Тоа е било индустријска револуција, не тука се ово, туку уши пред 2000 години ќе е било веше почна таа индустријска револуција. Само утепан тактички од тоа злото, брат. Тоа злото 5000, не, измеѓу 5000 и 15.000 години е у форма, но у 5000 години е у супериорна моќ, таа негативна енергија, тоа зло, кој што и денеска го има, го убива и римјаните ја презимат и ја користат само за нив. Погледнете да видите каква технологија е мало. И тоа дека е спомнано Грци, сменете си го само за македонски. Грци не се постојале во античка Македонија. Спомнете си го само за овакво. Оти многу луѓе сака да ја кажам на овие информации, затоа зимам за овакво, за шанса да не ја тупам. Гледајте го и секи ви стане јасно. Планирам многу јак подкаст и за таа цел.
Друго идеме, другари, за жал, гледате ли, ке морам една сад видео да направим, ама той човек ще знае информация, не може да си изкажеш 15 минути, разбираш. Сега ще е мобето. Зинк, гледаш ще вика. This week, значи ние ще сме понеделник, така ли? Да, ние сме понеделник. Значи оваа неделя може да го пуштат Зинк. Кога го пуштат, ке направим видео какво се активира, ке снимам уживо, той и то трябва да го активирате, за да имаме да се бориме за Stacking Rewards. Тия другите ке си играме подсачена и там ке снимаме, ке му кажем на Борис да снима или на някой друг, нещо. На Борис почна да заебава OBS студиото. Кога ке онаде, снимам видео и степ бай степ ке направя. Еве гледате лаптопо дувна от цевката. Добре, ще въка за глава замръзнува. Нем некой да рече, това сега Борис утепаме еднъжка на срекя, то щипския ветър пука, на срекия ветър му го носи, гаги му главата и се радува комал, дете там на утепал ме на подсачената, а му попущам. И ми съм мръзнал компютъра плюс. Ке му бие. Другари, некой изкупи сите Legendary Crew, що значи дека скапечки се баги, че го стваря да видиме. Да видиме трейдс. Дека се местише... Ама бе? Нема. What? Има, чекай. What? Не. Колко има? Дека се гледа това бройката? Кога изставил вие, бе, брат? Значи някой изкупил картичките. Ле, братче. Гледай цените. $425. От 150. Чекай тук колко ги има само. О май гад. Тук е висше 0,91. 181. Значи нека му се е паднало и леле надолу гледай колко се е 1,40. 9! $1,884. Бро. Шо е 135, бе, брат? Не, ала се другира 20 до милия. И аз дека як скина, ама шо е финтата тук? Тук няма ни една аномалия. Аномалия една. Не, брато се другира, не знам защо го ставил толкова много. Мислям дека никой няма да му го купи ни погрешка. Али, другари, гледате дека цените се литнале. Литнале се, ама ставили си други, чекай да видим тука. Па ми замръзнава. Ово не знам, че ке остопирам, не може да го покажам, не да ми го блокират, ке си го изгледате кај мене, да видите у Америка шо се е дешавало. Гледайте, луѓе, задължително изкоралайте надоле, да не го покажам, ке ми го блокират видеото. Гледайте да видите за бизнесите, како се уништуват на секои тамо 92, па 2018, па сега пробава, нели, за... Ја па 92, 2008 и сега пред 4 години. 2021-2020. Значи на всеки гледате колко години тамо се рестартира и се пробва да се уништат малите бизнеси. Гледайте го, и всеки ви стане ясно тук дали трябва да имате бизнес. Ки имате може да 10 години, 15 бизнес и после гледайте, ово не смеям да го пущам видео, луги. Значи, Make LA Great Again, значи, под кое видео е продай RS Blessing и тук до Battle, гледайте го видеото да видите шо сборите. Значи я тъмнан да инвестирам, да отворам и поява от мисловия видео. И се предомислям, от и ние за жал имаме кратка мемория. Ние не сме македонците зло памтило, имаме кратка мемория и другари, гледайте го во чудо, да видите, другари, Леле, не смеям да го пущам. Гледайте, другари, да видите какво се щитат бизнеси, брат. Каква GTA, брат? Ово е GTA 10 левел. Гледайте го видеото, ке го копирам, ке го ставам и линк под овоа, кај мене на YouTube. Гледайте го видеото, братче, да видите, брат, какво се щите бизнеси правят. Тука, братче, еве, гледайте, той е корейци, брат. Населба и бизнеси на корейци. Гледайте да видите, шо е отлучност, брат. Американци се родени си тука, не се корейци уствари. Значи, колко има етнички корейци. Значи, американци се, брат, родени си тука.
Не е оноа менталитет корејски нешто, значи родени се тука, повеќето се родени тука, нели мајки, татко си, баби, дедо си дојдени од таму. Ама на повеќето и мајките и татко се родени тука. Гледајте да видите, брат, кој се штитат бизниси. Ако не излегнеа да се штитат бизнисите, брат, тие луѓе ќе беа сите банкротирани и денеска ќе беа на food stamps. Ќе беа и ќе стоја или ќе беа бездомници. Гледајте го задолжително да видите што ви кажам. Што ви кажувам, значи ово се 92 случаи, 2008 што се случи, 2020 у Сиетл што се случи, сеќавате ли се? Првиот град држава се у даунтаун се беше направил. Ја одив да видам. Вооружени, значи заобиколено беше, не можеше секој да улезе, па почна многу убиства и силувања се случуваат, па длабоката држава ги тргна таа експеримент. Значи малите бизниси таму беа исчурели. Ја имам зборено со луѓе, страшно брат. Там многу луѓе изгубија по 200-300 илјади долари изгубија у месеците само. У месеците што се случуваше тоа и фактички после години не можеа да се оправат, брат. Така да, другари, ово задолжително. И тука гасам, надоле нема, еве го видеото тука, нели 400, 330, 114, ја тука забрев да се пишам јас сум 352, не бе 252, прескажам, 352. И тоа е, ово другото е од 26, мислам дека вчера го брамљаве. Другари, дадете подршка малку на тие македонски геймери, гледајте кај Борис, уклучете да му гледате видеото на YouTube, не бидете себични створења, брат. Не бидете себични створења. Значи, луѓе, учете се да си помагате еден со други, еден subscribe, еден лайк, зголемува го, кажи го, што повеќе македонци да го видат и уствари тие пари што ќе се добијат, ќе има награди, ќе се шире гейминг заедницата ќе биде. Не бидете себични створења, брат. Исто го правите кај Лазаров и кај Мандар, окей, мразите ги, ама не бидете себични, другари, на македонски канали треба да дајате подршка. Еве имате го Татунчо, интересни емисии прави, Сонцегор прави интересни емисии. Значи луѓе давајте подршка, братче, на овај Стефан Николовски, кој беше од комедија што прави од Велесло, дека беше. Значи луѓе дадете на Томски, таа е бати фац, таа е човек мора да знам, многу ми интересен. Томски исто, македонски канал, само не знам кому се викаше. Луѓе, бе, subscribe, лайк, ставате на српски, на различни, иако нели илирите ни се браќа. Ама повише држите на странците, браќа, отколку на нас. Повише држите кај илирите. Не е проблем, ставете и кај срби, и кај хрвати, и кај босанци, и кај бугари, и кај зиде. Ама држете се, браќа, ставете, сака не се ставиле, а плукате ги онака песните нивните, ставете, браќа, и кај нас. Ставете, подржувајте се. И чао.